Детето со ѕвезда на челото. Втора приказна. Небесната принцеза. Во една куќичка недалеку од селото се живеело едно сиромашно момче. Во соседното небесно царство живеела некоја принцеза, ќерка на царот на облаците, на која и било предвидено животот да го помине со најубавото момче. Еден ден девојката дошла кај момчето и му ја раскажала својата приказна со желба да остане кај него, бидејќи за неа тоа било најубавото момче. Момчето било многу сиромашно, а таа, бидејќи била ќерка на царот другиот свет, донела од своето богатство, така почнале заедно да живеат скромен и среќен живот. Еден ден девојката направила преубав вез и му го дала на момчето да го продаде на пазар. Кога разбрал царот на таа земја за девојката која прави најубави везови, посакал да ја земе во неговото царство. Затоа царот му дал на момчето 3 тешки задачи. Првата задача била да донесе тапан кој сам ќе свири. Момчето, не можејќи само да одговори на задачата, побарало помош од својата умна жена. Таа му дала совет да земе тапан, да го отвори и внатре да стави рој пчели. Како пчелите летале и удирале на тапанот, така тој сам свирал. Втората задача биле да искае кошула од пепел. Жената на сиромашното момче зела конец, го намачкала сиот со смола, го ставила во пепелта и од него искала кошула која изгледала како да е плетена од пепел. Последната и најтешка задача која момчето ја добило од царот била да му донесе 9 грома. Без надеж дека ќе најде решение за оваа најтешка задача досега, момчето тажно се вратило во домот. Мудрата жена му рекла дека оваа вечер ќе треба да преноќи надвор, а утрото 9 грома ќе го чекаат пред вратата. Така и сториле. Момчето си легнала, а девојката излегла надвор, се качила на една планина и го викнала својот татко, царот на небото. Таа му кажала зашто станува збор и дека и се потребни незините браќа облаци за да ѝ помогнат да не се раздели од саканото момче. Таткото рекол: "Биди спокојна, ќерко, ќе направам се за твојата среќа." Утрото момчето го разбудиле силни удари на вратата од куќата. Исплашено ја отворило вратата, пред него се појавиле 9 грома, подготвени да заминат кај царот. Облаците, браќа на небесната принцеза, заедно со 9 грома стигнале до царскиот дворец. Кога видел царот дека момчето ги исполнило сите 3 тешки задачи, му рекол: "Ти си умно и вредно момче, но имаш уште поумна и повредна жена. Затоа сега оди си кај неа и среќно да си живеете до крајот на животот." Момчето се заминало со насмевка на лицето и среќа во душата. Доколку сакате да ја прочитате оваа книга, можете да ја набавите во Детска радост.